Друга држава, нов дом за Екатерина Фомина. Руската новинарка живеела во 3 држави и 7 стана за 2 години, во обидот да избега од Москва. Но иако живее во друга држава, не значи дека е безбедна. You still a hostage in their hands because Се уште сте заложник во нивните раце, бидејќи тие можат да влијаат на вашиот живот. Тие можат да ве гонат, дури и без да бидете таму. Кога главниот град на Украина, Киев, беше бомбардиран, Москва воведе строги закони за медиумите околу известувањето за незината инвазија. Измените, како што открива Фомина, предвидуваат тешки затворски казни. 460 гвардии ефрейтора. Руски војник е кажува на Фомина дека убил украински цивил. Сторија што ја објави таа. Тоа ги доведе руските власти да истражуваат за ширење лажни информации за армијата. Ако биде прогласена за виновна, таа може да биде осудена на 10 години затвор. Правното вознемирување е само едно од тешкотиите што следи со животот и работата во екзил. Дури и надвор од Русија, Фомина, јавно нема да каже каде се наоѓа. Таа е предпазлива од надзорот и физичките напади со кои се соочуваат другите прогонети. after these 2 years you simply realize По овие 2 години едноставно сваќате дека не постои земја и место во светот каде што припаѓате. Во Берлин, организацијата Фонд за новинари во екзил им дава поддршка на новинарите. Во Германија и низ Европа се забележуваат случаи на правно вознемирување, закани за семејството дома, во екстремни случаи дури и труење. They don't want them to report. Русија повеќе не сака да известува. Тие сакаат да ве исплашат. Ако луѓето упаднат во вашиот стан, ако имаат труења, ако можете да се шетате само со телохранител, тоа е внесување страв. Катерина Абрамова, која живее во Берлин, раководи со комуникациите за рускиот медиум Медуза. Таа вели дека Москва долго време ги користи овие тактики. It's illusion that when you are Кога не сте во Русија, а мислите дека сте апсолутно безбедни, тоа е илузија. Незиниот тим забележал сајбер напади, опити за хакирање и блокирање на нивната веб страница. freedom of information in general, Слободата на информирање генерално се повеќе се стеснува. Ниту руската амбасада во Берлин, ниту руското министерство за надворешни работи не одговорија на барањата на гласот на Америка за коментар. За Фомина, постојаната нестабилност и изолација зема замав. I live abroad. Технички живеам во странство, но психолошки живеам некаде помеѓу Русија и Украина, а веројатно и на бојното поле. Таа наоѓа утеха во незиното куќа спасувач, Купер, и дека незиното известување за последиците од руската инвазија на Украина во 2022 година придонесува за подобра иднина. Но траумата остава последици. My feelings are frozen. Моите чувства се замрзнати, а мојот живот е ставен во мирување, бидејќи мојот живот запре на 24 февруари 2022 година. Случајот со смртта во затвор на рускиот опозицијски лидер Алексеј Навални ситуацијата ја прави понепријатна. Неговиот случај ги нагласува жртвите кои всушност му се спротивставуваат на Путин без разлика на цената.